Ова е Flash International, ги гледате на актуалните информации од светот. Авионот на Malaysia Airlines со 227 патници и 12 членови на екипажот исчезнал на летот Куала Лумпур до Пекинг, соопшти малезиската авиокомпанија. Боингот 777-200 исчезнал од екраните на контролорите на воздушниот сообраќај додека летал над Јужното Кинеско море. Се стравува дека авионот паднал во морето. Француските истражни органи ги прислушкувале телефоните на поранешниот шеф на државата Никола Саркози. Ова е во рамките на истрагата за недозволеното финансирање на предизборната кампања за претседателските избори од 2007 година. Во меѓувреме, судската полиција изврши претрес во канцелариите и домовите на функционерот и адвокатот на Саркози, во потрега по докази. Тројката меѓународни кредитори побара од грчките власти да ги намалат платите на новите државни службеници и да ги остранат автоматските зголемување на платите за грците кои заработуваат минимална плата во приватниот сектор. Во моментов, нов работен во јавниот сектор со универзитетска диплома заработува бруто плата од 1090 евра. Добри упатени извори соопштиле дека владата најверојатно ќе го прифати предлогот на тројката, пишува Катимерини. Проруски активисти повторно демонстрираа во Источна Украина. Активистите кои протестираат 24 часа во центарот на Донец под советското знаме со златен срп и чекан бараат распишување референдум за независност како референдумот на Крим кој ќе се одржи на 16 март. Електричната енергија на градилиштето на рускиот милиардер Олег Дерипаск, на кој се гради неговата раскошна резиденција на брегот на Црнагора, беше исклучена од страна на Которската електродистрибуција, затоа што било приклучена на диво. Според информациите на тамошните медиуми било потрошена електрична енергија во вредност од 40.000 евра. Ова беа актуалните информации од светот. Довидување.